Почитувани, добар ден. Во овој екстремно жежок ден се разбира ќе имаме, верувам, и уште пожешка црвена линија, како впрочем и онаа вчера. Со оглед на тоа што еве навистина сакаме да ве има во огромен број и секако верувам дека и како имате одговори на денешните прашања кои што ќе бидат упатени кон вас. А еве за што ќе зборуваме. Акционерските друштва во државна сопственост златна кокошка. Менаџерски договори, отпремнини, управни одбори, надзорни одбори, директорски места. Експертите сметаат дека ваквиот начин на работа на друштвата во државна сопственост мора да се промени. Министерот Бетеки тврди дека досега се ревидентирани низа менаџерски договори, а намалени се и привилегиите на менаџерите, а и тоа ќе продолжи. До кога ќе биде еднаш директор, цел живот директор? Секако тука ќе ве потсетам да не заследите и на социјалните медиуми, а тоа значи дека дискусијата можете да ја водите и на Facebook црвена линија, потоа на Twitter црвена линија и секако не заборавајте да ја заследите и Телма телевизија се разбира на Facebook, каде што ја објавуваме темата. Во меѓувреме, додека се разбира, ја подготвувам анкетата за да можете да видите всушност каде треба да кликнете. Ова зборувам за оние кои што се уште не заследиле на Instagram и навистина ќе ни биде драго да го сторите тоа. Секако продолжете да шернувате, лајкнувате и коментирате. Тоа значи дека таму дискусијата може да се прифрли од црвена линија во програмата што оди. Се разбира за оно што е задолжително техничко правило, не заборавајте дека на 023070005, од кога ќе го завртите нашиот број, се разбира и задолжително ќе го намалите тонот на телевизорот. Ова особено важи за оние кои што еве прв пат ќе се вклучат во црвена линија. Така да еве денес имаме ваква анкета. Еве можете да видите како изгледаме на Инстаграм, значи заследете на Инстаграм, а прашањето е дали треба директорите да се менуваат кога ќе се смени и власта. Имате две опции за одговор, едната е да, не, секако ова анкетно прашање ќе го поставиме до вас, еве како изгледа на Инстаграм стори, многу едноставно, кликате на опцијата која е вашиот одговор, а резултатите таму никаде по рекламите ќе ги соопштиме. Но како и да е, верувам дека сите од вас, сите како и со голема желба сакате да одговорите токму на тоа дали треба директорите да се менуваат кога ќе се смени власта и до кога ќе биде еднаш директор, цел живот директор. Добар ден. Добар ден. Ало, се слушаме? Да, одлично се слушаме во црвена линија. Сте повелете. Добар ден. Па да ви кажам, ова прашање во вие ваше уште од бивша Југославија работата. Еднопартиски систем така беше. Еднаш директор до пензија директор, немаше менјање. Меѓутоа, мислам сега дека не би требало така и дека не е така. Сега, за жал, гледаме во некои фирми многу често ги менјаат директорите. Така да ни еден мандат некој не иде до крај. Затоа што сега е капитализам, така да непотизм, пак се зависи, јас стално го зборам и ќе го зборам тоа, затоа што све во прашање непотизам. Значи нема, ако си непотизам, ако ти е роднина, ако ти е ова, истото ќе си биде. Ако не ти е, јас имам еден куп примери вакви што знам и што пошто имам 42 години работен стаж, имам да зборам и знам што да ви кажам. Значи, ова е катастрофа, меѓутоа не е во ред. Не треба. Треба да си се менја така да не мора да значи дека само таа функција е за некого. Значи, тука треба да дојде некој помлад, може поискусен, може подобар, така да со менувањето на директорот може да дојде по многу, да речеме, и подобри услови во таа фирма каде што се работи. Не значи дека тој е сега, пошто е капитализам, нормално тој ќе си стави еден директор и кога ќе видите пак истото еднопартиски систем пак си иде. Ако ти е пријател, вујко, роднина, ќе си бидеш цел живот директор. Ако не ти е, ќе те менјат. Така да овдека ја не сум за цел живот, меѓутоа. Благодарам многу и особено ни е драго еве што бевте овој пат прва во црвена линија, што значи го отворивте патот за останатите гледачи. Ново продолжение малку ќе ги вклучиме веднаш и твитерџи.
Во однос на темата за која што зборуваме, тоест прашањата до кога ќе биде еднаш директор цел живот директор и дали треба директорите да се менуваат кога ќе се смени власта, еве интересен твит, Мун Прл пишува вака: кога те бива, за се те бива. Ова е практично твит или негов одговор на насловот, односно веста која што беше на 3 мај, дека Шабаниот, директор на комунално, стана директор на кардиологија. Добар ден. Ало, добар ден. Дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. Видите, ова врска со оваа тема толку е актуелна. Например, една работа мора да се рачести. Кога беше во југ просторот, имаше законски услови и тие директори што беа именувани беа по законски услови. Додека сега овдека ни закон се важи, ништо не се важи. Само се важи книжката. Ако го сменат од еден директор, ако после од едно место го разрешат и го назначат директор на царина, да речеме, така да овдека што викате не е директор на едно место, туку се менјаваат као кружки, со само зависи од работничката, тоа зависи од партиската книжка и станува директор. Така има млади директори кои што се именуваат од 23 години, а не ги исполнуваат законските услови. Ајде, според вас, дали треба да се менуваат директорите и кога ќе се смени власт? Не треба, ако е некој квалитетен и стручен, например за во здравството зборувам. Ако некој ги исполнува условите по Закон за здравствена заштита и бил добар директор, може да се распише конкурс за пак да биде именуван и да се склучи менаџерски договор со тој директор. А не да се менуваат нарочито сега тие економски директори што се ставаат, се знаат од кој од УИ се менуваат као кружки или од алијанса, само да добиваат пари. А не само тоа, туку нивните патни трошоци толку се големи колку што им се платите. Дојѓаат од Кирчево, од Струга и истовремено, иако на работна врска, они се... Така, внимавајте само на тајмерот, 90 секунди е секој излагање и секако ќе ви се заблагодарам за вашето јавување. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Еве, пред да го речам третото добар ден, само да подсетам дека 5 линии се активни на 023070005. Намалувајте го тонот на телевизорот целосно и можеме да продолжиме секако со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Еве, јас уште малку ќе дадам шанса за да не би да се префрлам на друго, тоест на Твитер, а веќе вие да бидете на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Ајде, поздрав на сите. Акционерските друштва кои останаа од порано, тие директорите се менуваат. Не се истите секогаш. Еднаш директор, секогаш директор. Еве, например, ние имаме пример во Прилеп Путлски комбинат и акционерско друштво. Но што работат, да прашате вие? И како работат? И тие што ќе дојдат, значи станете сити и дојдете гладни. Така е. И друго, сите што имаат работници, акции, одат по градот, се собираат, бараат, едно друго. Никогаш тие не остваруваат профит да доделат една дивиденда. Како во Алкалоид плаќа дивиденда, има добивка, а Тутунски комбинат во Прилеп нема. Нема добивка години, 20 години дивиденда нема исплатено, девојче. Сега не знам како ќе биде понатаму, меѓутоа директорите кажат, станува ситиот, дојдува, иде и гладниот. Така е. Не треба да се менува. А според вас дали директорите да се менуваат кога ќе се смени власта? Ако ќе се смени власта, зошто да се смени директорот? Не ми е јасно. Зошто директорот да се смени, ако работи добро? Таква ни е практиката до сега, затоа и прашувам. А практиката ни е таква, политичка ни е практиката, затоа е таква. Да не е политичка, нема да биде таква. Ете, тоа имам да кажам, пријатно. Драго ни е за тоа што имавте што да кажете и да го споделите секако со јавноста во ова издание на Црвена линија. Продолжете да не следите. Одеме и со твитот на Дрн Дрн, значи еве внимателно слушнете што има напишано, па можеби ќе се сложите со ова, можеби не. Дрн Дрн напишал: еднаш директор, цел живот директор. Каде и каков, што е битно?
Па битно ли е, ве прашуваме, какви директори и дали е се уште онака еднаш директор за секогаш директор и дали со менување на власта треба да се менуваат автоматски и директорите? Добар ден. Добар ден. Јас слушам по некој предпријател, што има у Каменица 30 години само едно предпријатие државно има директор само. Много нема. Јас причам тие предпријатија треба да гасам. Не работам. Као директор има. Јас се завали. Али тоа не е ново. Јас причам. Тоа го мислам. Али инако треба многу предпријатија да се изпричава такви, како поеден има, само директор има. 30 години. Како увоене, како не може 30 години да згасте ова предпријатие. Него сема. Тоа е тоа. Мислам дека треба да веќе нешто. Тоа е поздрав многу. Поздрав многу и тоа е доволно со оглед на тоа што е редовно се јавувате во црвена линија, продолжете да не гледате. Секако и благодарам за вашето вклучување. Па, ајде да продолжиме со вас. Што мислите, еднаш директор треба ли за секогаш директори, дали со менување на власта треба да се менуваат директорите? А каде и каков, дали е битно? И тоа сакаме да слушнеме. Добар ден. Добар ден. Добро, јас ќе подсетам да не се исклучувате, значи имаме 5 линии активни, она што е задолжително, иако го повторуваме постојано и постојано, може би малку сме и досадни во однос на тоа, но мора тоа така да биде. И дека од технички аспект, особено важи за оние кои што немаат пракса да се вуваат во вакви емисии, а денеска сакаат да одговорат дали еднаш директор е за секогаш директор, намалете го тонот на телевизорот за да немате чувство дека не сте пред се вклучени, да не ви се појавува фонија, да немате чувство дека некој друг зборува, а не вие, и секако да се слушнеме што е можно подобро. Добар ден! Добро, јас ќе продолжам со уште еден интересен твит. Ова е, ќе кажам, еден стар твит, но некако практиката покажува дека нема ништо старо во однос на тоа за што е напишан. Па еве можете и вие да дадете одговор или еве коментар на овој твит. Леден и Чаво го има напишано следното, замислете во 2020 година, поточно на 28 мај, напишал: Македонија е земја каде што на еден работник има 8 директори, 5 заменик директори, 2 шефови на смена и 2 менаџери. Па, еве, сметате ли дека може би имаме и премногу директори, односно размерот на соодносот меѓу работник и директори изгледа вака, како што напишало Леден и Чаво. Добар ден! Добар ден, Барбике, и убав ден. Вам и на вашата екипа. Повелете. Вака, многу има и директори, и шефови, се. Меѓутоа, додека не се сполотат СДС и ВМРО да седнат, да разговараат, да тргне наша Македонија со убаво, а не да кажуваме тој е вака, тој е онака. Не. Братски да се наđа, да се сплотиме. Гледам како албанците се сплотуваат, а ние еден со друго се разделуваме. Не може така. А еве дали сметате дека директорите се извинувам? А лесно е за директорите и се. Дали директорите треба да се менуваат ако се смени власта? Дали ме слушате? Имаме уште едно прашање. Дали според вас директорите треба да се менуваат ако се смени власта? Ако има убаво од него нешто фајда, може да остане. Меѓутоа, ако не, да дрпа и он, тоа не може. Јас не го одобрувам тоа. Така. Добро, и уште нешто. благодарам, извини ако сгрешив. Не сгрешивте воопшто, особено не со оглед на тоа што еве се вклучивте во црвена линија. Па еве што мислите, дали во право Леден и Чаво, кој што напише на пример во 2020 година дека Македонија е земја каде што на еден работник имаме 8 директори, 5 заменик директори, 2 шефови на смени и 2 менаџери, и дали всушност еднаш директор треба да биде за секогаш директор. И секако уште едно трето прашање, а тоа е дали директорите и треба да се менуваат ако се менува власта, дали по автоматизам треба да бидат сменети. Добар ден!
Добар ден. Дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. Така. Значи, дали директор еднаш за секогаш, тоа така му иде зборот, тоа е така, бидејќи тоа е остаток од комунизмот и тоа го продолжија и во ова општество од осамостојувањето на Македонија, а посебно албанците кои стана директори, не само тие, и нивните синови правници, значи на секое поле ги наместија своите синови, ќерки, како заев цел сој, така речено, се на функции, дали се способни, дали се купени дипломи, нема врска само да бидат. Епа затоа и не бегаат младите во странство. А спитате ли дека имаме повеќе директори отколку работници? Да. А дали треба со менување на власта по автоматизам да се менуваат и директорите? Треба, зашто тие фаќаат корени и така ја шират својата династија. Ако е некој успешен кој што дава резултати? Ако е успешен, да, но ако е примен со врски преку мама, преку тате, брат, сестра, тоа не. Не. Добро, благодарам големо, благодарам и за вашето јавување во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Кои се вашите одговори, еве? Имаме ли повеќе директори од работници? Прво, дали сум јас на линија да прашам? Да, ве слушаме и ве поздравивме. Благодарам тогаш веднаш да почнам, пошто многу пат сум рекол малку се секундите и затоа да почнам да губам време. Вака сега. Ајде, прашајте ме да ви одговорам прво на прашање, што ќе ме прашајте. Ајде да го вратиме тајмерот. Може ли така да имате чисто 90 секунди? А прашањето е... Вашето добронамерно дејство не го одбивам никогаш. Драго ми е дека така. Еве што мислите, имаме повеќе прашања. Дали имаме повеќе директори од работници во моментот и дали еднаш директор е за секогаш директор? И секако, дали со менување на власта треба да се менуваат и директорите? Вака сега. Директори не треба со менување на власт. Директор треба да се избере со оглас, со избор на директор, со комисиски надзор, а не со директор, па симу директор, па тој директор, па меѓутоа помалку се директори. Верувајте, помалку се директори него работници, пошто работници повеќе не може на една фирма директори 1-20 човеца, ама работници треба да имат 200-300, може и 2000-3000, од кај да знам. Вака сега, јас за Македонија би зборувал, би ја поврзал со тие пусти директорски функции, министерски функции, чорбаджиски функции, владетелски функции, па да ги прашам ние филозофите што се јавуваме овде, да помислиме како во комшиите од ништо направија нешто. Поточно од Косово и Метохија направија држава од покрајина. А ние од нешто ќе се склонуваме да направиме ништо. Па нека се помислат нашиве владетели, нашиве луѓе, народ, селани, граѓани, нарочито граѓаните лагодни. Нека се помислат каде иде Македонија. Во кој правец се движиме? Дали се полека се уништуваме? Дали тоа пусто директори, доктори, професори се по едно дете, ни едно, две, ни едно. Дали така Македонија напредува? Ќе има ли работници, ќе има ли полицајци, ќе има ли војници? Ништо ќе немаме ние. Така, големо благодарам, драго ни е што имавме вас во Црвена линија. Одиме понатаму, добар ден. Добар ден. Се слушаме? Се слушаме, повелете. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Добро. Видете, директор има двонасочни. Овие што се приватни директори на фирмата моја, кај што сум ја директор, кој ще да ми присни таму да ми мрди, ќе ставам директори. Тоа се однесува само за општествени организации. Таму барат тие неспособни директори да стават, да можат тие одгоре да ги владеат. Еве што прават директорите. Директор во пошта ја запали. Овој директор на патиштава што е, до лани било 400.000 евра да се чисти
шума што имало нешто таму по патот и Тревки, 200.000 ова 400.000 евра. Ова година 2 милиона и 400. Ето директорите го прават. Ова е катастрофа. Јас, например, да сум горе во власта, месечно инспекција кај директорот во институцијата ќе му пуштам секој ливче, секој денарче, кај потпишал, кај јадел, кај трошел, кај се возел, некако груби 5-6 коли, па овие не знаеа на телевизија да му постават прашање кај ти се тие 30.000 марки што си ги перел коливе. Јас да му излезам да му кажам уво, па се правда тамо, на овој пишал кола, на оној пишал кола и полни бензин да рачуно државата, троши кај таква што правиш и уште се прави. Ете тој и директор, и менаџер, и министер, и се што е во државава. Тие да се очиста треба, ако сакаме државава да оди напред. Иначе овие зема низнозе. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, ако сум на линија. Да, ве слушаме, повелете. Благодаря. Па вака, прво јас во принцип не сум да биде повеќе од 4 години било кој директор, да биде градоначалник, директор на некакви функции, затоа што со тоа фактички тој зазема став, формира група околу себе и тој не може, после тоа не може никој да го смени. Меѓутоа, секогаш потребно е да има свежа крв. Треба да има промени. Секој има своји нови идеи. И значи секој да се бори, значи за идеите своји. Ако на ваков начин се ставаат директорите, ако на ваков начин секој 4 години значи се менја, промена има на истите, прво не може да направат значи круг значи на своји луѓе, не може да има поставено да речеме советници и слично кои што може да му го штитат грбот до смрт. Затоа нас и многу назад ни оди и стопанство и индустрија и се, каде што единствено може да биде многу подолго некој директор кој е газда на фирмата, негова е фирмата, тој раководи, под негова диктатура е, меѓутоа ќе речам и кај нив треба да речам да си стават директори кои ќе ги менјаваат на секој 4 години, а тој нек се остане газда до краја ако треба. А дали треба директорите да се менуваат по промена на власт? Директорите треба да се менјава на секој 4 години, да не му се дозволи повеќе ние. Така, јасно ни е, благодарам многу еве што го споделивте вашиот став, па еве и укажавте на тоа каде ги гледате решенијата за ваквата проблематика. Продолжуваме, добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Па ајде, не. Ве слушаме, намалете го тонот на телевизорот. Па, да го намалиме на телевизор гласот, да го намалим. Да, целосно. Намаливте ли? Да. Ајде да ги вратиме 90 секунди и да почнеме. Кои се вашите одговори? Моите одговори се за овие директори до крај што се и поколение директори, Галичанец ако не е директор не може да биде. Само од галичник директор. И тие само директори те од галичник да се. И на бивша Југославија и сега истото. Што се мачите, што се држите, што ги држите? А зошто е така? На луѓе без звезда. А зошто така е да најдобри директори се од галичник? Галичник. Ама зошто? А? Молим? Тие се еден со други врзани. Тие кои ќе се стретнат жените, ќе речат ке ти е машти директор. Не опит маш му кај работа. Ке ти е машти директор. Ако не е директор, тој галичанец не е. Мора да биде галичанец директор. Добро, а дали мора да се менуваат директорите со промена на власта? Не. По моево не. Ако има заслужено, зашто да се мени? Ако не заслужил, може и за 3 месеци да се мените. А вака шо? Добро. Само галичанец директор, тој ме да го носи напред работа. Остало друго, никој никаде, ништо.
Добро, благодарам многу за вашето јавување. Еве уште еден твит од Елида Зилбеари, кој има напишано: владата во акција за легализирање на партиските именувања преку скандалозниот закон за директори и стручни раководители. Но оно што ние во Црвена линија денес прашуваме е до кога ќе биде еднаш директор за секогаш директор и дали треба директорите да се менуваат и кога ќе се смени власта. Секако дали имате впечаток дека во последно време некако на еден работник има по 8 директори, односно дали имаме можеби во земјава во моментот повеќе директори отколку работници. И еве гледачот рече дали треба можеби да биде од Галичник. Добар ден. Добар ден. Повелите... Игор од Битола. Игор од Битола. Добро, што ќе кажете вие? Нема да разговарам за темата, туку ќе поздравам за Арангел на помош да е, Арангел е денес на помош да е. Ќе поздравам вас и Телма телевизија толку, само толку. Не можам поќе тима, не можам поќе да зборувам, оти сам сум, ми почина татко ми и мај. Добро, штом одбирате еве да не поздравите, секако ние нема да останеме должни, ќе ви посакаме секако да бидете во добро здравје, во добро расположение и да продолжите да не следите. Како да продолжуваме, имаме прашање и чекаме да слушнеме еве кои ќе бидат вашите одговори со оглед на тоа што и гледачите пред вас еве дадоа идејни решенија, дури и еве нагласи од каде треба некој да биде за да биде одличен директор. Па што мислите еве како ќе се надоврзате на сево ова што досега беше искажано? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Намален ли е тонот на телевизорот? Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Вака, до кога еднаш директор, стално директор? Па не може више. Еве вака, слично е со вчерашната тема. Дури не се испита потекло на имот и кој не направи робијаши 300 и кусур илјади. Појдите у биро за вработување или пензиско, ќе најдете најточен одговор. Основни права на живот немаме. Господ што го остави. А јас сум дал нешто. Што даде тие директори? Арно ли ни викаше покојни Трајче, надлежни орган на СИЗ? Абе работник ли е Чекичот у глава? Па Вили Бајкич, Србинот. Господо, јас сум дал многу и многу. Артефакти имам, докази, институциите постојат. Највисока зграда што се изгради у Скопје, тоа е студентски дом, Гоце Зерчев. И тоа дојде Велко Влаховиќ. Благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Еве и еден наслов, значи владата во акција за легализирање на партиските именувања преку скандалозниот закон за директори и стручни раководители. Законот има за цел да направи радикални промени во процедурата за избор и именување на високи функционери, избегнувајќи ги политичко-партиските влијанија и давајќи предност на меритократијата. Па еве, дали се уште важи онај еднаш директор за секогаш директор и дали треба директорите всушност да се менуваат по автоматизам со промена на власта. Слушнавте некои од гледачите, дури еве дадоа идејни решенија дека директор може би најдобро да биде на секој 4 години да се менува, а дури еден од гледачите рече како беше од Кал да е, директор да е од Галичник да е. Добро, добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Добар ден, се јавувам од Македонски Брод, од Поречијата. Голем поздрав до сите вас кои што не гледате од таму. Така, јас да сум директорите би ги менјавал на секои 2 години, не на 4. За да не може да стекнет круг на луѓе да го не менуваат дури жив. Значи, треба да се менјаваат на 2 години, а не на 4 директорите. А овие еднаш ќе го стават и дури е жив директор.
не на 4 години, некој ќе се смени власта, тој стекнал круг на луѓе, освоил тамо советници, едно друго позадина и не може да осмени никој, дури е жив. Ајде, дали треба да се менуваат и со промена на власт? Не треба да се менува, ако е способен нека остане. Добре, дали имате впечаток дека можеби во последно време некако повеќе имаме директори отколку работници? Да, повеќе има директори него работници. Дали некогаш еве сте имале можност да бидете на директорска функција? Не сум немал можност. Добро, еве да искористиме да прашаме според вас што е дефиниција за одличен директор? За одличен директор што е? Да, според вас. Ако знае да работи со работниците, не ве слушам ништо. Ние ве слушаме, значи одлично да работи со работниците. Да. Добро, во ред, благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Продолжуваме понатаму, добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Се слушаме? Да, повелете. Видете, директорите си одат заедно со партијата. А партијата изгуби, директорите одма се менјаваат. И директорите што ги поставуваат сите се послушници и 50% неписмени. И повеќе од 50% неписмени. Затоа што ако се оттракани, ако се промучурени и ако се способни, нема да ги слушаат тие во власта газдите, што им сугерираат. И затоа тие морат да ги држат под контрола. Преѓеска тој што рече за галичаните, има друга реченица. Седнале две галичанки и викаат коде е машти директор и завршил муабетот, па се сретнале и пак двете. Колку го судија, тој бил муабетот нивни. Тие директори може би се кажувале во времето честни галичани имало и така да протежирале некоја правда, некој правост, ама не може. Пред парите сите паѓат. Мора да има над него контрола, да не сме да гледа настрана. Иначе, го остави раскомотен сам, одма ќе најди процепи кај да направи дубиози, да укради, доплачка нешто. Тоа апсолутно. Зад него да му дува некој. Затоа реков, месечна контрола на директора да му гледаш од Д до Ш, се да го ипчешлаш. Тогаш ќе биде тој способен директор. И државата ќе биде способна. Пријатно и убав ден да имате. Најубав ден да имате и големо благодарам за јавувањето во Црвена линија. Ајте, слушнавте досега што се кажа гледачите, па да видиме понатаму што ќе биде во рамки на оваа дискусија со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ме слушаш? Да, одлично ве слушаме. Добро. Што ти не директор? Која државно која има? Општина, полиција, војска, таму директор треба. Мене директор не ми треба. Јас сам директор за земјоделие, едно друго све. Како ќе вору, тако ќе ждеju. Како ќе прли ѓубре, тако ќе биде. Тој ќе ми директор. Таму може да има директори, директори, што ќе. И добро директори, речига, овој речига, овој речига такво, такво треба да има директори, на доктори, директори, едно друго, тој ги укинаа. Појавам директор да биде на цело Македонија. Добро, пријатно. Пријатно, благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Интересно уште едно видување дека може би воопшто не ни требаат директори. Како и да е, останува да слушнеме што ќе кажете понатаму. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, преска го спомна еден вид со галичанките таму што разговарале. Сега се сменија времињата. Сега директорите што нема да упропастат фирмата, тие ќе бидат наградени. Значи, ако не упропасти, казнете ќе бидат, ама тој што ќе упропасти фирмата бетер и бетер да јаде пари од буџет, бидејќи еве сите државни фирми сисаат од буџетот. Утре тие исти директори, ако веќе максимална казна, знаеш која ќе им биде? Или ќе бидат амбасадори в некои држави, или може вице-премиери ќе бидат, или ќе бидат у овие комисије за избори, изборна комисија, како што беше еден од
Прилеп у железница што беше генерален за казна, го ставија председател на изборна комисија. И толку е јасно е све. Значи, во оваа држава тие не функционираат такви работи. Ја мислам дека сите институции да не се под државна капа, значи приватни да се, власта и овие што владеат со државата ќе наметнат кај приватниците директорите они да ги ставаат. Ако приватникот сега не сака, може не му треба директор и нема да стави, али ете ради закон мора да постои некој директор. Они ќе му ги наметнат, ако ги нема под државна капа. Значи, све се тоа цицалки на државата. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака. Предходникот убаво кажа и се. И предходникот, сите до сега што коментирава убаво кажа за директорите. Не на 2 години. На година би го менјал директорот. А може да заслужи некој директор, бившите директори, што биле, ја знаеле практиката. За директор да бидеш ти треба да бидеш стручно обучен. Го спомна предходниот гледаш тој што дојде од Прилеп, што е упропасти железница. Отиде во управен одбор, го пропасти управен одбор. Отиде во комисија таму за што беше за гласање и таму го пропусти се. А да имат јас директор, што идеме на терен, Липјан, тогаш беше цела Југославија, со чижбите облечени рамо до рамо идеше и он помагаше за да се заврши на време и да се пуштат возовите и ја во железници работа. Значи, има директори што врска нема, не знаат ни штраф како се вика, ни кој штрафче, ни мутерче. Само клати врата, зима и плата. Тие што ги се извоđачите на работа, тешко им тие одговараат за сите работи, за одговорноста на работата и за се. Извоđачите треба да бидат платени, а не овие директори. Благодарам многу за јавувањето од Црвена линија. Ке посетам, само внимавајте на тајмерот 90 секунди, но отворени сме. Репете е дозволено повторно да го завртите нашиот број, да добиете нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, како да, јас ке подсетам ева уште еднаш да не заборавите да не заследите на Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија, Телма телевизија, каде што нејзиниот профил е секако на Facebook и каде што ја објавуваме нашата тема. Меѓу другото на Инстаграм е уште еднаш ке ве подсетам, се уште имате време, некаде до рекламите, да не заследите на Инстаграм и секако да учествувате на нашата анкета. А тоа е дали треба директорите да се менуваат кога ќе се смени и власта. Дали може да покажеме како изгледа тоа? Имате 2 опции за одговор. Да, не кликате на опцијата која што е ваш одговор. Резултатите ќе ги соопштиме по рекламите. Како и да, ова прашање го поставуваме да сите оние кои што се активно вклучени во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Македонија. Најдобар ден, Македонија. Па еве, дали еднаш директор за секогаш директор? Некој директор кој е добар на функција, заангажиран со добри дела, работи, остварува проекти, се грижи за своите вработени, прави добри дела и за државата и за народот, логички дека не треба да биде сменет. Но ако имаш некои директори, што се примерно од ова партија СДС на власт, тие што изградија? За 30 години наша Македонија е независна, абе гулабарник не направија. Па за фабрика, за нив мислам на именка. И затоа тие не би требало ни директор да имаат нивен, ни министер, ништо. Дали по дефолт сите директори не се добри директори? Дали со промена на власта треба автоматски да се менува и добар директор? Не би требало. Јасно, ако некој човек е вистина велам добар, заангажиран, има чувство дека тој треба да оствари некои планови, некои проекти, оти да биде сменет. Но велам за жал кај нас се смени власт и премиер Груевски, што беше советник на српска влада, офолен од Вучич. А еве прашање, дали никогаш сте имале можност да бидете на раководна функција?
Не. А доколку би имале, еве, што прво би направиле? Доколку имате можност да бидете директор, што би направиле? Па сигурно би волел една меѓучовечки односи во таа фирма, почет едни кон други и така љубов кон фирмата, државата, со љубов да се работи се. Каде има сложни врајке, има и ефекти. А каде има раздор, омраза, без љубов кон своето, тамо има пустош и така. Лоши дела. Големо благодарам за вашето јавување во Црвена линија. Еве, дадовте една интересна насока на разговорот. Дали може би најдобар директор е оној кој што одлично ги чувствува потребите на работниците и знае да ги насочи во она во што се најдобри. Добар ден! Здраво, Тинче. Здраво. Еве голем поздрав, одамна не сам се чула, вртим, еве сега добида, ве поздравям така сите во Телма, прекрасни сте. Оваа тема, па толку ми се, да ти кажем, допадна, секоја чест. До кога ќе бидат директори? Ја имаше една фирма, знаеш, у почетокот, оно не знаеш како да речеш, дали да бидеш еден пут директор, дали цел живот, абе, фирмата го менја, еден директор, друг, четворица, пет и го затворија фирмата. Не знае више човек стварно, не знам како да речем, тоа е станало више, не са домаќини, гледат само за нивни да запослат, да се растрчат, да се прошетат, онака немат шанса, нели, овој народот трпи за пари, они, многу примери сам видела. Тој директор да биде, ама да биде домаќин, да гледа до фирмата и таа фирма да обстане. И народот да биде задоволен, и директорот да не го менјат ако е способен, а не само дај овај ќе биде, па син ми ќе биде, како еден пример што има за судијата, да го каже, нели само свој си запослуват, нели дошле двојица и се карале тамо и он, тато, ја денес пресечеал во оној, синко, ја така да беше прил, ти немаше да бидеш на моје место. Значи, видиш какви се работат Тинчеве додека го докарамо, зашто јас со 45 години стаж имала сам шанса да работим и с директори, с градоначалници, тоа се сам видела, секој се гледа за себе, за народот, баш ги брига и еве додека го докара, но дај Боже да се некои паметни да се турат на власт, или како да речем директори, убаво кажува народот, па овај народ малце да живне. Денески што сам се расплакала, ти Ке подсетам, имаме само 90 секунди, но знаете како оди, можете повторно да го завртите нашиот телефон и благодарам секако за ова учество. Добар ден. Добар ден. Повелете. Кај нас е како да владее феудализам или монархија. Како да владее монархија. Ако е таткото цар и сино ќе биде цар, ако е таткото директор, мора и сино да биде директор. Гледате судиите како се бират. Свекрвата е секретар главен на собранието, знае ќе биде судика. Татко му председател на собрание, ќе биде сино судија. Тоа е како монархијата, како да сме у Англија да живееме. Умре кралицата, сега сино наследува, па после неговиот син. Кај нас се мене, кај нас е чудо невидено. Стават неспособни, гледате министри, па вај бил министер, па друг, па колку министри у здравство се сменија, па ништо не направија, издеја ги парите за короната, вакцина, една вакцина не купија, па дека не се сменија, министри, директори, гледај колку е, пропадна здравството, пропаѓа просвета, образованието, книги, срамота, сега слушам Даноко прима, качиле 30% даношна ујапа, па со кои пари ќе ги плаќа? Чекат од народот. Ако ние откажеме граѓанска непослушност, што ќе прават од дека данок ќе собира? Па од данок живеат. И ние, они се добри, они може да наследат се, па она од СДС мора да и каче платата, директорката на УЈП. И сега ќе не мачка очите, другите не може да и кажат. Образованието, книги немат децата, 3 години книги. Благодарам многу за јавувањето. Внимавајте само на тајмерот, 90 секунди. Па еве, кој директор според вас заслужува да има 78% плюс покачување, односно според вас што е дефиниција за одличен директор? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ало. Добар ден. Се намали ли тонот на телевизорот? Да. Да, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Одлично ве слушаме, повелете. Одлично.
Ало? Ние ве слушаме, дали не слушате вие? Да. И па кои се вашите одговори? Па црвена линија си е црвена линија. Во Врање имаат една изрека, ја бев таму на служба 3 години. Вика, дајте ми власт за да видите колку имам памет, или по-вулгарно речено, дајте ми власт за да видите колку сум будала. Добро. Само во функција може да дојде здрав, прав човек со изграден, стручен и авторитативен карактер, поштен, со долгорочни квалификовани навики за долгорочно планирање, и во раководните функции не може да дојде било кој. Затоа што овој народ бара квалитет, бара долгорочност, бара сигурност, а ние таа сигурност немаме. Било која сфера на животот, фактички се... Така, благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Ке подсетам, значи, и уште еднаш од технички аспект, намалете го веднаш тонот на телевизорот од кога ќе ве вклучат во црвена линија, за да немате чувство дека не ве слушаме или можеби неможност вие нас да не чуете. Како и да е, бидете малку побрзи со оглед на тоа да во целост имате доволно да го искористите времето 90 секунди за да го искажете вашиот став и да го дадете вашиот одговор. Добар ден. Добар ден. Повелете. Убав топол ден. Врел ден. Вака, не знам зашто моја генерација се тревожи, која е на заминување, кога и во наше време се знаеше, ако е таткото директор, синот ќе е. Зошто е тоа така? После доаѓа другиот син, а тоа значи внукот. Генерацијски. Ало? Да, зошто е тоа така всушност? Зашто е така? Затоа што тие се предодредени од напред, генетски, да бидат директори. А ние другите, кои сме од работничко потекло или селјачко потекло, не знаеме да видиме директори. Па погледајте денеска што се случува. Влегуваме во власта, бараме тие и тие министерства, профитабилни. Бараме тие и тие директорски места на јавни предпријатија профитабилни. Така и во локалната самоуправа. Така и во здравството, образованието, да не кажам полицијата, судството и да не набројам сите сегменти тоа. Кога доаѓа новата гарнитура на власт, се менува. Од куќен совет преко синдикат до највисоката. Па така и во соседните земји. Грција земете, Мицотакис. Земете Америка, Кенеди. Тоа е. Треба да се навикнеме на тоа. Благодарам. Секако ќе ни биде драго да се навикнеме на постојано ваше учество во црвена линија, а за ова и ќе ви се заблагодариме. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, уште еднаш Македонија. Уште еднаш добар ден. Ајде да продолжиме што е добар директор. Еве да речеме за мене исто така, јас да речеме би на добро за дека за мене слично е. Дали министер кој управува се едно министерство или па премиер така на влада. Се да речеме дали има логика неуспешен директор или министер или премиер да го суди пред него што бил на функција успешниот директор, премиер или министер. Еве ќе ви кажам примери. Се направи автопат низ Демиркапије со 20 тунели, 20 мостови. Автопат Штип-Скопје. Се почна автопат и градска прилеп Кичево Охрид. И сега овие од СДС го судат Миле Јанакиевски, го линчуваа по притвори и затвори, отиградал автопати по кои се возиме сите. А овој новиот министер или премиер или партија СДС Вака сега, значи темата за денес ние зборуваме за тоа какви треба да бидат директорските функции. Дали се уште важи правилото еднаш директор за секогаш директор.
Меѓу другото, дали со промената на власта треба по автоматизам, каква што и праксата, да се менуваат директорите. Исто така, од вас, еве, инспирирани, дадовме и насоки да потпрашаме и други прашања. Тоа е дали, може би во моментот во Македонија се добива впечаток дека има повеќе директори отколку работници. Да дефинираме што е тоа добар, квалификуван и одличен директор. Секако, секој кој што од вас имал работен век, секако од другата страна, работникот може и најдобро да каже што според него е одличен директор. Тоа е темата за денес. Ајде да продолжиме понатаму. Добар ден. Добар ден, Раде Василев од Кавадарци. Поздрав и до вас. Овој повише партиски систем од кога почна и така да се работи. Која партија се доваѓа на власт, си става нивни луѓе за директори, дали се способни или не, па дали си со соодветно образование, и тоа многу не го гледа. По моје овдека прашањето дали треба така, не. Оно што е квалитетен кадар, без разлика од која партија, дали е ВМРО, СДС или било која партија, нека се остане човекот и понатаму да работи ако има резултати. Ali ima mnogo ljudi što ne se partijsko opredene sa kvalitetni ljudi, ne može da dovede do direktorske mesta da se iskaže svoje te kvalitete. I ovdje kad imate jedan direktor, cijelo živo direktor. Ne. To što vredi neka vide. Сега u ove budžetske organizacije ne može mnogo da se iskaže koliko kvalitet da imati, makar što i tamo ima rezultati. Например, jedan običan direktor jedno osnovno učilište, ako se je brka работата, покрај ono što mu sleda od Ministarstva za obrazovanje, да бара спонзорство за училиште и други работи што му се потребни за помагала, за екскурзии за деците, тој е квалитетен. Али за мене квалитетен директор оне што е во стопанството. Тој е квалитетен директор ако од едно мало погонче направил гигант фабрика. Ги имаме овде во Кавадарци неколку души што капално сигурно што вредат луѓето да се спомнат и да се пофалат и се. Тоа се вредни директори што нормално после него тој е газа, довоѓа неговиот син. Али ако не го обидува, тој како веш директор ќе стави друг директор, синот само ќе помага, затоа што тие луѓе знаат што е квалитет. Благодарам многу, еве, што го споделивте и вашето мислење, но и еве оно што го знаете. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се изнаслушав разни мислења. На крај сега јас како десерт на силна слаго на тортата, да кажам најскрено ова за директориве. Значи ти на директорите ништо не знаеш ништо да кажеш. Еве во стопанството што кажа сега гледачот, да речеме вика дека добар директор треба добар да биде директорот за да напредува, нели? Па не се слагам баш така дека треба да биде добар. Тој треба да биде исто така послушник на газдата, ќе напредува фирмата, ама затоа тие што се под него мора да им ја вади маста за да тој успее некако, иначе како? Тој мора да биде без душа за да му успее работата, за да му цвета производството, разбираш? Значи, тука за приватниот кажа. Сега за јавниот сектор, за било каде, нели сега оваа партија ќе рече мене ми треба, знаеш, ќе ти ветам оваму ќе бидеш директор, онаму ќе бидеш директор. И сега пошто ми вети, нели, ќе ме стави директор, дали сум ја способен или не, тоа не е што битно. Битно е дека јас ќе бидам директор. За тоа ни заменуваат младите, за тоа сите си заменуваат директори над директори. Јас само да ви кажам еден пример, Рузвелтова сега ни се асфалтираше пред некој месец и двајца работеа една шахта, нешто таму тина искочи проблем. Четворица стоја, ја ги свигав со таблетот. Четворица стоја до 90 секунди, тоа е време траењето, но еве по тоа што кажавте, најверојатно мислевте дека имаше 2 работника, а 4 надзорници или можеби директори. Таков беше еден твит каде што стоеше дека на еден работник му следуваат 8 директори, 5 заменик министри, 2 менаџери и така натаму. Па дали еве во моментот имаме повеќе директори, а јас секако имам гледач на линија. Добар ден. Да се намали тонот на телевизорот, ве молам. Да, намалене. Одлично, па за да се слушнеме подобро, повелете. Добар ден. Добар ден. До кога ќе биде еднаш директор, цел живот директор? Да. Така не треба да биде. Како треба? Треба директорите да се менуват. Оти
пак е створени мафијашка структура во предпријатието и не може, значи, не може да фркне предпријатието, мрда напред. Друго, јас знам директори, некој вика поштен, не. Каде се става во социализмот, поштени директори не ги сакаа. Бидејќи право мафијата се створи, да ги простите работници тамо, и ти го избрка директорот. А честен, поштен, така да пред предпријатието со своји пари, од предпријатието да откупуват робата и така натаму. А имаше директори, ги ценам само тие, после војната тие што беа партизански директори, нели дојдоа академци во војската, во армија, и тие беа најуспешни директори, најквалитетни. Заедно со работниците чистаа погон, цели површини ги чиста, и таму формираат фирми и станаа најјаки фирми по градот Струмица. Така, благодарам за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па, ова е веќе мислена именка за овие времиња. Не може, директор нема шанса. Тоа било некојаш во социјализмот. Сега го нема тоа нешто повеќе. Тогаш способните луѓе и понатаму си беа директори. Тие што ќе сгрешеа, па макар били и со партизанска споменица, одеа затвор, одговараа кривично. Тие што ќе украде или било што. Меѓутоа, денес ако не е лопов, не може да биде директор. Значи, горе-долу сите директори се обични марионети, мислам, марионета. Поставени се од власта, од моменталната власт, и треба да работат онака како што ќе им нареди партијата, како што ќе им нареди фактички командовани се од партијата. Поставени од партијата и командовани од партијата. Така да нема што тука да се... А не ли е во интерес еве на сите, па дури и на партиите, да имаме исклучително профитабилни компании? Партиите како прво не гледа кој ќе постава директор. Гледат да биде директорот оној што ќе им служи на врхушката на партијата, оној што ќе заработува на тендери, оној што ќе не скисавам тендери. Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија и дојде времето и за реклами. Јас веќе сум подготвена по рекламите да ви ги соопштам и резултатите од денешната Инстаграм стори анкета. Тука секако ќе ве потсетам да не заследите на социјалните медиуми, па и по завршувањето на Црвена линија да продолжите да дискутирате на темата за која што дискутиравме со вас. А на прашањето на Инстаграм стори, дали треба директорите да се менуваат кога ќе се смени и власта, со да одговорија 45%, а со не одговорија 55%. Тука останало да ви се заблагодарам, се разбира, за вашето учество во денешното издание на Црвена линија и секако еве да ви предочам да си останете во рамки на својата пријатна домашна атмосфера. Надвор е се уште жешко, врело времето. Чувајте се, пијте течности и секако бидете во друштво со програмата на Телма телевизија. Довидување.